Здраво, Диневи, и добродојавте во моето ново YouTube видео. Јас сум Александар Динев и денеска ќе снимаме нешто многу интересно. Долго не го прочитавте насловот на денешното видео, ќе снимаме ваши тајни. Зошо ми е косата вака, зошо? Зошо ми е косата вака? Се гледам во огледало моментално, затоа не гледам во камера, но даји ти се, пребери се, омага, треба се стрижам луѓе. Океј, сигурно доколку ме следите на Инстаграм, сте го виделе ова стори овде. Ставив на стори, да ми пишете ваши тајни и сега ќе видиме овде на овој телефон. И читам вашите тајни, затоа што снимам на мојот телефон и не можам од мојот телефон, така да од овој телефон. За следен пат кога ќе снимам видео, каде што ќе ве вклучувам и вас во него, за да не испуштите шанса да сте во видео, слободно можете да ме запратите на Инстаграм, еве вака сум, Александар Динев и да, валјда ќе се пронајдете во мое друго видео, не знам. Секоја ваша тајна ќе е анонимна, нема да споделувам ни име, ни ништо, нема да ставам ни скриншотс, затоа што се гледа онака како профилната, и ме мрзи да едитирам толку многу, сега треба да ви ја замакнам профилната и бла бла бла, али валјда ме сваќате така да. И пред да го започнам видеото, сакам да дадам огромен шаут-аут до овие личности. Овде ви благодарам што коментиравте на мојата најнова слика на Инстаграм. Ве терав да ми коментирате вашиот омилен број и еве ги вашите милени броеви. Одбрав неколку од вас, така да. Долку вие сакате да бидете следниот шаут-аут во моето следно ново YouTube видео, се што треба да направите е да ме запратите на Инстаграм, еве Александар Динев, и на мојата најнова слика на Инстаграм да коментирате. Моментално сме лето, така да се надам дека многу од вас обожаваат да јадат сладолед, така да коментирате го вашиот омилен вкус на сладолед. Инаку мојот омилен вкус на сладолед е јагода, ванила и карамела. Сам се стварам моментално. Океј, нема веза. Сега можеме слободно да почнеме со видеото. Сторието го постирав пред 35 минути, така да можеби нема многу од вас кои што виделе. Океј, има еве неколку тајни, така да ќе читам од овие. Не знам дали погледнавте на телефонот, дали се покажува, али еве има неколку тајни. Али без разлика на тоа, одиме на првата тајна. Некој напишал: имам симпатија и тој ме сака, а на мајка ми и татко ми не можам да им кажам. Во зависност од твоите години, треба да одлучиш дали треба да им кажеш или не, затоа што доколку имаш 10 години секако не можеш да им кажеш на твоите родители. Мислам за симпатија, али за дечко или девојка рано е, имате уште време, така да не се брзате во она област на вашиот живот, затоа што не сте спремни се уште. Мислам, има сега и 12 годишни што се фаќаат дечко и девојки и мене ми е као затоа што на 12 години не знав како да си ги врзам враците на патиките, а вие сега буквално. Океј, одиме на следна тајна. Украдов еднаш играчка од градинка ко мала и после ја бара, ја кјутев и добивме казна и никој не знае. Како прво, не е добро да се кради затоа што буквално не е добро. Мислам сте биле мали и така да не сте баш биле доволно зрели да го знаете тоа. Си била мала, си прошла низ тоа многу полесно него ли сега ако например украдеш нешто на повозрастни години од градинка буквално. Дете си, бебе си буквално. Имав нешто со знаете што зборувам, девојка на брат ми. Со кое право? Со кое право? Не, со кое право? Брат ти е! Брат! Буквално собствен брат. Океј, ако не сум на средина на камерата, ќе се убијам сега. Нема да споделам моје мислење за ова. Одиме на следна тајна. Кога бев на екскурзија, ја скршив тушкабината. Наставничката дозна, но не знае дека сум јас. Како скрши тушкабина, буквално? Не. Како може да скршиш тушкабина?
Брат, не знам што си правил од кабината, али као... Damn! Инаку сакам да се трудам да бидам малку посаркастичен, окей, македонски, затоа што имам некои многу, значи, темни, црни, туморни тајни овде, што не сум сигурен дали да ги читам. Додека дојдам до некоја темна тајна, ќе бидам малку посериозен, така да. Другарка ми сака бебе. Што ќе си помислат моите ако ме чујат што зборувам моментално? Океј, некој напишал: "Заљубена сум во муслиман. Кажи ми што да правам приз." Ништо. Што треба да правиш? Буквално, долку и детето тебе те сака, ќе се сакате. Без разлика на твојата религија, без разлика на твојата сексуалност, боја на кожа. Мислам, доколку чувствуваш љубов спрема таа личност и доколку таа чувствува спрема тебе, мислам дека не треба да има бариера од религии и разни други работи. Така да, но доколку твоите родители не се окей со тоа, не си ти проблемот. Твоите родители се проблемот. Така да. И не е ништо срамно. Буквално не е ништо срамно доколку некој е муслиман, христијан или било која друга религија. Така да. Одиме на сена тајна. Мислам дека мама има швалер, а тато не знае и многу ми е страв да не се разделат. Океј, мислам дека е време да стана малку посериозен. Доколку мајка ти има швалер и додека скришно се гледа, мислам швалер, секој скришно ќе се гледа со него, али мислам дека би било во ред да се разделат доколку дојде до тој степен, затоа што тоа значи дека мајка ти не го сака татко ти веќе, можеби, значи не знам како и да тие работи, зашто не сум бил во таква ситуација, но мислам дека ако тие се разделат би било за твое добро и за нивно добро истовремено. Се ќе оставиш на време и ќе видиш што се дешава, така да. Да, доколку татко ти не дознае на било кој начин, мислам дека е во ред да го извести за тоа, без разлика на тоа колку си блиска со мајка ти или татко ти, така да. Да, мој совет од мене. Не мора да го практикуваш, но овде сум да те советувам затоа што бараше совет. Океј, следна тајна. На мама и земав 100 евра за патики. Дете. Или девојче. Што ако тие пари на мајка ти се биле потребни за нешто подруго и потребно од пар патики, кои што ги има и поевтини, ги има и поскапи. Што ако се биле тргнати на страна за, не знам, за вода, за струја, за разни други работи и ти буквално си ги зела и си ги строшила на патки. Не е во ред, навистина не е во ред и одиме на сена тајна. Се мразнам, сакам да умрам, мразнам се, не знам што да правам. Долку вие се мразите сами себе. Треба да знаете дека една се живее, животот е многу краток и не би било добро да го трошиме тоа кратко време на омрза спрема себе, а и спрема другите, затоа што не е во ред. Можам само да ти кажам дека со текот на времето се подобрува, буквално се. Некогаш дури таа промена не е ни приметлива, но ќе приметиш за 1 година, 2 години, 3 и мислам дека не вреди да умреш, како што напомена, заради нешто што ти се дешава моментално и заради твоите проблеми, затоа што тоа буквално не ги решава проблемите. Проблемите пак си останат на место, проблеми се проблеми. Треба да пробаш да ги решиш тие проблеми на некој начин. И доколку не успееш, побаре помош, секогаш има некој во твојот живот кој што, не знам, ќе е овде за тебе и ќе ти пруџи поддршка и помош во било кое време. Така да. Те сакам за дечко. Ало? Патриција, што правиш? Моментално снимам видео на YouTube и едно од тајните е дека некоја девојче ме сака. За дечко. Кој? Анонимно е. Јас Александар не го давам на никого, тој си е мој, секогаш ќе стане мој. Нема среќа, така да. Фала, Патриција, чао. Океј, додиме да прочитаме уште неколку тајни и ќе го завршиме видеото.
Не си ми ти најомилениот тиктокер. Туку, Патриција Петкова. Со кое право ти, Патриција, сакаш повеќе од мене? Зошто не сум подобар од Патриција? Океј, што ми се дешава? Одиме на последна тајна, затоа што не сакам ова видео да е предолго. Никој не знае дека пушам цигари, а имам 12 години. Ау, ме утри на газот ме утри, окей. Се плашам да не ми удрам, да не ми падне врз глава. Окей. Колку години да имаш? Колку години... Дали е ова преблиско? Окей, одотеке. Дистанца, корона... Дистанца, окей. Колку години и да имаш? Дали си? 12, 18, 20, 30, 40... Не би ти препорачал да пушиш цигари затоа што буквално не е добро за твоето здравие. Зошто го правите тоа? Зошто луѓето пушат цигари? Не знам, мене искрено многу ми пречи чадот од цигари и буквално ова, купете си го ова докато некој пуши цигари, си му вака правете му, као шушу, бегај од мене. Океј, снимам YouTube видео што правам, окей. Те молам, пробај на некој начин да престани со тоа, затоа што не е во ред. 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 И да, се надам дека ви се допадна денешното видео. Доколку ви се допадна, лайк, субскрайб, коментар и ние се гледаме во наредното. Чао! Упс, зашто ја изместив камерата? Окей, бај-бај!